случка ние имаме случај во граѓанскиот суд конкретно каде што судиите сами купуваат хартија бидејќи немаат хартија за да ги испечатат пресудите и да им ги дадат на граѓаните. За алките кои што ги споменавте, стручната служба која што навистина треба да биде зајакната, ние моментално имаме стручна служба во судството која што е речиси на минимална плата во државата, а се бара да бидат квалификувани соодветно правници, бидејќи на крајот на денот ги пишуваат одлуките и работат во судот и имаат голема одговорност во нивната работа. Меѓутоа, знаете како, многу е лоша ситуацијата и сликата која ќе влезете во судница, која ќе видите и која ќе го видите знамето на државата која што е избледено и не е црвена боја, туку е розова боја. А прашината во ходниците? И прашината во ходниците, достоинството, дека тоа влегувате во суд и тоа е судска власт. Така што финесите што можеби ние ги гледаме секој ден во судовите се минималните работи кои што навистина судството не може да ги поправи затоа што немаат доволно средства и финанси. Во главниот граѓански суд во државата, во најголемиот граѓански суд со години од секогаш не се користи лифтот. Не знам дали е возможно, но сигурна сум дека може да се направи лифтот од врховниот суд што го користат бидејќи има два колку знам. Било кој граѓанин со попреченост нема пристап до правдата и ние сме имале ситуации кога треба да се испитуваат повозрасни граѓани кои не можат да се качат по скали за да бидат испитувани и тоа е многу смешна ситуација, комична ситуација, во суштина трагична, кога се симнува судијата доле во холот па се одржува доле тој цел записник и записничари се. Тоа во секој случај е недостоинствено за тој што дава исказ, недостоинствено е за судијата, недостоинствено е за адвокатите, за секого е проблем. А во новиот суд каде што требаше да бидат нели сите барем овие проблеми отстранети, направија суд за лифт за четворица на 7 ката каде што сите треба да го користиме.